Почитувани гледачи, добар ден. И јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за физичката активност и дијабетот. Колку е важна физичката активност во контрола на дијабетот. Која физичка активност е најдобра? Што значи кога лекар ќе каже физичка активност и здрава исхрана? Мои денешни гости со кои што ќе разговараме на оваа тема е асистент доктор Татјана Бајрактарова Прошева, субспецијалист ендокринолог од клиниката за ендокринологија, и Јовица Симоновски, координатор за информација и дигитализација во Сојузот на Сдруженија на лица со дијабет. Добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Вакви емисии се повеќе од потребни. Зашто подобра едукација? Така, мислам затоа и ги правиме секогаш се различни темите поврзани со дијабетот. Еве денеска ќе зборуваме за физичката активност, здравата исхрана, за контрола на дијабет. Па доктор Прошева, да започнеме со вас. Колку е важна физичката активност во контролата на дијабетот? Секако дека таа е од огромно значење. За дијабетот се збори многу, тоа е многу актуелна состојба во денешно време и во минатото, меѓутоа се повеќе актуелно станува како да се спречи појавата на компликациите кај дијабетот, а по сите препораки, дали било тоа Америчка асоциација на дијабет, дали Европската асоциација на дијабет, па и македонските препораки, сите во прва линија на превенција и на третман на дијабетот ја ставаат физичката активност. Колку предпоставувам дека се соочувате во амбулантите со прашања од пациентите веќе кога ќе им се дијагностицира дијабет, дека не е доволно само дали таблетарната терапија или пак инсулинот за да се зборува за контрола на дијабетот? Ние како лекари секојдневно се сретнуваме со такви пациенти. Пациентите мислат дека ако им се даде терапија, дека со тоа го решиле проблемот. Ние им вршиме едукација дека покрај терапијата неопходна е физичка активност, да се одржува редовно, да се спроведува здрав начин на исхрана. Значи, кога ќе кажеме диета, мислиме на правилен начин на исхрана, избалансирана исхрана, а не рестрикција на целата количина на храна која треба да се земе. Значи, на пациентите најпрво им се советува да се започне со редовна физичка активност. Што значи тоа? Кај луѓе кои не биле физички активни, се препорачува полесни вежби и пешачење. Пешачење на прво место и тоа по сите препораки 150 минути неделно. Кога ќе го распределиме тоа во тек на една недела, доаѓа по 30 минути 5 дена во неделата. А ако станува збор пак за поинтензивна физичка активност, тогаш времето се скратува на 75 минути на интензивна физичка активност. Така. Јовица, ти си во Сојузот, меѓутоа си и лице со дијабет. Колку ги слушаш советите на лекарите, односно еве како што кажа и доктор Прошева, колку ја применуваш физичката активност за да си ја контролираш состојбата? Така, добро, прво мора да ни биде на сите јасно дека физичката активност за лицата со дијабетес не е луксус и не треба да биде луксус, туку треба да биде дел од терапијата. Значи, тоа де факто исто како што кажи докторката, е терапија во буквална смисла на зборот. Доколку немаме време да бидеме физички активни како, не знам, теретана, трчање или така натаму, доволно е понекогаш да пешачиме и самата таа активност е многу подобра отколку една единица повеќе инсулин. Значи, во буквална смисла, физичката активност може да замени некои единици инсулин. Тоа само по себе значи повеќе здравје. Ја практикувам најчесто пешачење и планинарење. Во последно време, колку сега тоа ми дозволува времето, е под знак прашалник, меѓутоа секогаш пешачам. Како што кажа докторката, барам половина час или нешто повеќе. И тоа значи многу и се гледа веднаш во вредностите на шеќерот во крвта. Значи го имаш тоа сватено како што спомена како дел од терапијата за да ја контролираш својата состојба. Да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашите денешни гости. Доктор Прошева, што всушност се случува со телото на лице со дијабет кога е физички активно? Еве спомена во еден сегмент и Јовица. Значи, како што спомна Јовица, со самата физичка активност доаѓа до трошење на шеќерот во крвта. Значи, мускулот е орган кој енергија за да функционира црпи од шеќерот. Значи, кога е активен
човекот кога се контрахира мускулатурата, за да можат мускулите правилно да функционираат, на нив им е потребен шеќер. На тој начин се намалува нивото на шеќерот во крвта, бидејќи мускулите го трошат, мислам едноставно, потребен е шеќерот за создавање на енергија за да се спроведе соодветна физичка активност. Значи се зависи од физичката активност. Тоа сакав да ве прашам, нели сега, што на што вие го можеби препорачувате или што бараат пациентите да го слушнат од вас, дали пешачење, трчење или теретана, која физичка активност може да кажеме дека е најдобра, меѓутоа и дали при одредена физичка активност, и тоа да го напоменеме, може да дојде до нагло паѓање на шеќерот во крвта? Значи, практично секоја физичка активност е добра. Меѓутоа, како што претходно реков, на нашите пациенти кои не биле претходно физички активни, препорачуваме 150 минути физичка активност во тек на неделата. Оние кои биле физички активни, значи немаат седентарен начин на работа, на живот, практично им советуваме поинтензивна физичка активност и најпрепорачливо е аеробна физичка активност, додека она физичка активност со кревање на тегови, со користење на сила, исто така се препорачува, но не во толкова мера како што е аеробната вежба. Најдобро е ако може да се комбинираат двата типа на физичка активност. Исто така, возење на велосипед. Исто често го препорачуваме, посебно кај луѓе кои имаат проблеми со зглобовите, бидејќи при пешачење, при трчење се оптеретуваат колената, а нашите пациенти знаете дека може да бидат и обезни, па заради тоа потешко им е пешачењето, потешко им е да прават склекови, да прават чучњеви и заради тоа возењето на велосипед е исто така многу добра физичка активност. Исто тука ќе го спомнам пливањето, бидејќи при пливањето се активираат сите мускули во телото, брзо се троши шеќерот и, како што рековте, треба да внимаваат пациентите со дијабет, посебно оние кои користат инсулин, бидејќи при физичката активност со самото трошење на шеќерот во крвта може да дојде до хипогликемија. Хипогликемијата ви представува сериозна состојба, каде што ако изразена може да дојде до губиток на свест. И затоа на пациентите, посебно кои се на инсулин, им препорачуваме пред физичката активност да земат мал оброк, секогаш со себе да си носат нешто благо, дали ќе биде коцка шеќер, дали ќе биде сок, дали ќе биде бомбона, и ако ќе ги почувствуваат симптомите на хипогликемија, веднаш да земат шеќер со брз гликемиски индекс. Што значи тоа? Шеќер кој брзо ќе супстанца која брзо ќе качи шеќерот во крвта. Така. Освен како што спомена, нели дека вакви емисии се добри за едукација, претпоставам дека и вие во Сојузот сте сконцентрирани на почести можеби трибини или едукации на имаме голем број на лица кои што се со дијабет во нашава држава и не сите можеби се свесни за значењето на физичката активност и на здравата исхрана. Колку се фокусирате на тој сегмент? Имавме минатата година неколку работилници каде што фокус беше физичката активност и исхраната. Интересно е тоа што секогаш, како што каже и докторката, секогаш сите што предава почнуваат со тоа дека секогаш пред да се вежба треба да се мери шеќер. Затоа што во тек на вежбањето ја знам и од лично искуство, шеќерот знае нагло да падне. Да речам, еве во еден пример да дадам. Хипотетички, ако јадам 60 јагле хидрати са бајле 5 лебни единици и седам на компјутер, со иста доза на инсулин, шеќерот може да отиде до 12-13. Меѓутоа, ако наместо да седам на компјутер, ако пешачам, шеќерот нема да отиде повеќе од 8. Тоа само по себе кажува колку е значајна и колку е важна физичката активност. Меѓутоа и колку е важна едукацијата да знаат сите лица, можеби не дослушнале кај лекарот, па добро е да има вакви трибини кај што ќе знаат дека пред вежбање треба да земат. Секогаш треба да се измери шеќер пред вежбање, па доколку има можност и за време на вежбањето, да. И секогаш, значи најчесто се препорачува дури без разлика колку ти е шеќерот пред да вежбаш, добро да земеш ако ништо друго, барем некој овошје и така натаму, колку да можеш да направиш некој баланс. Така. Пред да продолжиме, веќе имаме гледачи на линија, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам прашање за докторката. Повелете. Јас имам инсулинска резистенција. Докторката што ми припиша терапија, 100 мг гликопаш. Меѓутоа имаме проблем со килограмите, никако не можам да ги стимнам. Меѓутоа јас
колку толку пазам низ храната. Сега сакам да прашам докторката, колку точно оброци би требало да имам во текот на денот, дали треба да имам ужинки и такви работи, и колку е препорачано, дали секој ден да се вежба или 3 до 4 пати недел? Така. Веќе споменавме нели колку треба да биде во тек на недела, меѓутоа еве нашата гледачка. Да, на слушателката. Значи, најголем број од пациентите, дури 90% можам да кажам, пациенти со тип 2 диабет имаат се надхранети или се обезни, и обезноста представува сериозен проблем во регулацијата на шеќерот. Слушателката спомна инсулинска резистенција. Инсулинската резистенција е состојба на практично на преддиабет, кога ткивата заради обезност, ткивото станува помалку осетливо на инсулинот кој се лачи од панкреасот, значи на сопствениот инсулин, и панкреасот во тој момент лачи поголемо количество на инсулин со цел да ја внесе, да го внесе шеќерот во клетката, а шеќерот на клетката е неопходен за сите метаболни состојби кои се одвиваат во неа. И заради таа инсулинска резистенција настанува еден зачаран круг. Како што ќе се зголеми нивото на инсулин, пациентите чувствуваат повеќе глад, јадат повеќе, кога ќе се внесе повеќе храна, тоа предизвикува повторно хиперинсулинемија. Сега праша колку оброци да претпоставам дека значи ќе се надоврзам на тоа, затоа и го објаснувам процесот на хиперинсулинемија. Ако се прави поголем период пауза во од еден до друг оброк, во тој случај инсулинската резистенција се потенцира, значи пациентите чувствуваат глад и после тоа се пријадуваат. Затоа се препорачува помали оброци, редовни, 3 оброци и 2 ужинки. Од ужинките може да бидат едно парче овошје, например. Ама важно е оброците да не бидат количински големи. Значи, треба редовно, на едно 3 часа да се внесува по нешто во организмот, меѓутоа да не бидат обилни оброци. Што се однесува до вежбањето? Најдобро е секојдневно. Континуитетот на вежбањето подобрува и инсулинска резистенција, подобрува и регулација на шеќер и делува на трошење на калории, со што се намалува телесната тежина. Така. Еве, ја се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. На телефон е Владко. Повелете. Јас сум диабетичар веќе 30 години. Инаку редовно вежбам, учесник сум на сите трки што се подолги, да речеме полумаратон. И можам само да кажам дека последната проверка на гликозирани хемоглобини беше 6,1. Одлично. Би ги охрабрили сите кои што се диабетичари редовно да вежбаат и да не се плашат, бидејќи со тоа само можат да постигнат многу подобри резултати. Така, јас ви благодарам многу што се јавивте и ве го споделивте вашето искуство, што значи 30 години со оваа состојба, меѓутоа и редовна физичка активност. Значи, јас би го пофалила гледачот на упорноста, на физичката активност која спроведува, и самиот кажа дека добрата гликорегулација зависи од физичката активност покрај редовната терапија. Значи, он спомна хемоглобин А1С, да појаснам на гледачите, тоа е просечен шеќер кој покажува како се регулира шеќерот во последните 3 месеци. И тоа е во нормални граници, нели знаејќи ги тие. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Поздрав до докторот и докторката. Ви благодариме, повелете. И јас сум шеќерас, тој инсулин. Добро. Ме слушате? Да, ве слушаме, повелете. Со инсулин сум од 20 единици ги примам и тоа не можам да дишам како што треба, замор имам, главоболки имам, претисок имам, преку тоа све заедно. Мислам, не сум марна и не можам да се движам од колената, ногите ме печат.
Имате направено некои дополнителни испитувања согласно оваа состојба? Не слуша. Не мислам, сега ќе треба да завршам уште една пенкалца имам, па да идам у државна сумја таму, да видам што ќе правам. Ја не можам ни да проверам, ми дадо еден апарат, го смени, не ми дава никако. ЕГ ми покажува да проверам колку имам. Така, јас ви благодарам за јавувањето. Предпоставам дека се можеби овој дел од тоа што ни е предвидено, компликациите кои што може да настанат. Слушателката наведе доста ситуации, односно состојби кои представуваат компликации на недобро регулиран шеќер. Предпоставувам дека дозата на инсулин треба да се зголеми. Да, не е соодветна предпоставам. Предпоставувам дека пациентката е обезна, па не може да пешачи, не е регулиран крвниот притисок, веројатно метаболно е нерегулирана во смисол мастите веројатно се покачени, значи се пожали на отежнато дишење, сето тоа оди во прилог на лошо регулиран диабет. И затоа на пациентката и препорачувам што побрзо да се јави на лекар, значи кога ќе оди во инсулинска аптека да подигне инсулин, да и се препише инсулинот, да се направи и комплетна лабораторија, да се видат и коморбидитетите, односно да се направи испитување дали има и какви компликации има од диабетот. Така. Јовица, колку често е, да се надовразам на нашата гледачка, и кај вас се обраќаат вакви лица кои што можеби не знаат и како точно да го мерат или да го контролираат шеќерот, инсулинот, колку единици нели треба да се примаат, и што всушност за вас, односно за сите лица со диабет, значи кога лекарот ќе каже физичка активност, здрава исхрана? Постојано има нови пациенти. За жал, во Македонија, значи, веќе бројките се енормно големи, околу 140.000 лица со диабетес. Рече си секој семејство или секој второ семејство има човек со диабетес во куќата. Сега се јавуваат и највеќе нашата едукација е насочена кон оние нови пациенти. Да ги едуцираш, да кажеш што треба, како треба и така натаму. Едукацијата, пак ќе кажеме, клучот и целосно се обидуваме да бидеме пристапни за сите нови пациенти, и повик до сите ново диагностицирани, за се што ги интересира, за секоја мајка што има, може слободно да се обратат по Сојузот. И што би се рекло, има и доктори, меѓутоа има и луѓе со искуство, кои што можат од прва рака да кажат што треба и како треба. Така. Пред да ги вклучиме следните гледачи, доктор Прошева, пак ќе се надовразам на последната наша гледачка, бидејќи тоа ни беше еден од делот на емисијата, значи споменувајќи колку е важна физичката активност и здравата исхрана, значи дека доколку не се придржуваат кон тоа лицата со диабет, настанува дел од оние сериозни компликации кои што може сериозно да им ја влошат здравствената состојба. Најголемиот проблем со компликациите е тоа што тие настануваат многу тивко, без никакви симптоми. Така, кога ќе се појават симптомите, веќе имаме оштетување на целни органи. Значи, ние имаме случаеви каде што прво пациентот доживува срцев удар и дури за време на хоспитализација на кардиологија се дознава дека пациентот има диабетес. Како ние знаеме дека тој диабетес не настанал во тој момент? Не може. Значи, хемоглобин А1C ни покажува дека 3 месеци наназад он бил во хипергликемија, односно имал висок шеќер. А што се однесува до бројката што спомна Јовица, значи не е само кај нас таа голема бројка. Да, и на светско ниво, значи моментално има околу 570 милиони луѓе со диабет. А уште пострашно е што 50% од луѓето се уште не диагностицирани. Тоа е таа критична група на луѓе кои имаат потенцијал да направат компликација пред да се дознае дека имаат диабет. И затоа препораката е кај матичните лекари редовно да се прават контроли во смисол на гликемија, ако се забележи дека има лесно покачување на шеќерот, да се да се советува пациентот за физичка активност, да се советува за правилен начин на исхрана, да се започне евентуално со терапија или да се препрати кај специјалист. Така. Јас би се надоврзал само, баш како што кажа докторката, не треба да одиме на лекар, на доктор, кога сме болни.
Так. туку треба да одиме кога сме Да, здрави. превенцијата затоа од што- огромно значење. Да, затоа што тука се работи за превенција. Веќе кога ќе дојдат симптомите е многу досна за превентивни мерки, Да. наред лечењето. Ако ќе се дојдат до лечење, сите знаеме како се завршува. Меѓутоа и ти од лично искуство колку те плашат доколку нели не се придржуваш кон се она што го кажуваат лекарите, тие сериозни компликации кои што може да настанат. Видете, понекогаш кога се работи за лицата со диабетес, ние сме и подобри доктори за самите себе отколку докторите. Затоа што ја точно знам, например, како ми делува орис кога јадам, како ми делува компир, како кога пијам Кока-кола. Така, докторот ги чита резултатите, јас секојдневно го проверувам шеќерот и знам точно како све ми влијае. Затоа викаме, ние лицата со диабетес секојдневно ги имаме оние десетици микроодлуки што ги носиме, кои што се од витално значење за нашето здравје. Нормално дека имаме и стравови. Так. И за тие стравови, за жал, многу слабо се говори во Македонија. Меѓутоа, пак ќе кажам, со овие работи, барем 50-60% од тоа што треба да го правиме, мислам дека ќе се избегне. Значи, што се десува, само да надополнам, до пациенти со тип 2 диабет. Ако се придржаваат на препораките за физичка активност и за здрав начин на исхрана, може да го пролонгираат текот на болеста, односно започнувањето со терапија, дури до 10 години па и повеќе. Не, ја се надевам дека ова го слушаат нашите гледачи, сепак се тоа добри совети кои што се во интерес на очувување нели на здравствената состојба. Имаме гледачи, повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, поздрав до вас и до докторите. Мене ме Повелете. интересира да поставам едно прашање. Ја не сум шеќераш, немам никога шеќер и фамилијарно гени немаме никој во фамилија. Добро. Мене на година уназад шеќерот ми паѓат ноќе околу 3 сатот или 4 савајли или 5 сатот. 3 пати ноќеска ми паѓат од 3 до 3,5 шеќерот. И тоа ме интересира за која причина мене ми паѓа шеќерот, не да ми се качува, да не сум била никој пат диабетичар. Така. И за кој разлог, имав претходно 2 смртни случаи, и син ми погина и мажот ми почина. Дали утиче тоа нешто на стрес или пак тоа е нешто друго, треба да се бара. 2-3 месеци направив шеќерито за провера и со 4 излезе. И тоа многу ме маче, многу ме потит, прави вода цела. И цела ноќ не може да спие, све со страв спие. Ако се заспие многу и може да се изгуба до 3-2,5 некој пат ќе падне. Така. Ме интересира за кој разлог, за која причина така ми се дешава тоа нешто. Така, јас ви благодарам многу за јавањето, вие имаме обратна. Да, сега имаме обратна состојба. Значи, хипогликемијата може да биде исто така знак на почеток на диабетес, како што спомнав претходно, состојба на хиперинсулинемија. Сега не знаеме дали станува збор за обезна пациентка, за необезна пациентка. И предпоставувам дека во текот на ноќта таа не внесува доволно храна, не вечера, и во текот на ноќта доаѓа до пад на шеќерот. Тоа е една причина. Постојат други состојби кои не се поврзани со диабетот, се поврзани со болести на панкреасот, кои може да предизвикат хипогликемија, и затоа е потребно дополнително исследување на оваа пациентка, дали станува збор за чиста хипогликемија или состојба почеток на диабет. Да, во секој случај ве се надевам дека слушна нашата гледачка мора да направи дополнителни испитувања. Имаме гледач, повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Среќни празници. Среќни празници, Поздрав повелете. до вас. Сакам да ја прашам докторката, јас сум диабетичар, повеќе години и на инсулин сум, савали на вечер. Меѓутоа, професорката Марковиќ ми кажа и сиопор накнадно на ручек да пијам од 850 милиграма. Добро. Ама имам болки многу во нозете, па ми препорача и тиогама за тоа диабетична неуропатија. Не знам, пијам, дали редовно треба да ги пијам тие капсули. Така. Инаку сум активна, подвижна сум физички, не сум обезна и така. Така. Значи, пациентката рече дека на инсулинска терапија, предпоставам дека добро е регулирана. Метформинот или сиофорот е лек кој е лек од прва линија во третманот на тип 2 диабетесот.
така да професорката која го дала сиофорот правилно постапила, да сум била јас може да би дала и 2 таблетки, значи оптималната доза на метформин е 2000 милиграми дневно. Што се однесува до невропатијата, невропатијата е една од компликациите на диабетот, кога се оштетуваат малите крвни садови на обивката на нервите, на периферните нерви, и пациентите чувствуваат печење, жарење на нозете, трпнење, лазење на мравки. Дури невропатијата може да оди до таму да не чувствуваат ништо, нити болка, значи безболна невропатија, и има случаеви каде што ќе стават да си ги згреат нозете и добиваат опекотини без да чувствуваат никаква болка. Тиогамата, односно алфа-липоична киселина, е лек кој се дава кај пациентите кои имаат диабетична невропатија. Дури мојата препорака е алфа-липоична киселина да се зема пред да се развие невропатијата. Значи да се превенира состојбата на појава на невропатија. Така, еве јас се надевам дека е задоволна нашата гледачка. Да вклучиме уште еден гледач. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум 67 години. Не сум гојазна, нормално килажата ми е. Кога ќе проверам гликемија, секогаш ми е крајна граница, или 6 или 6,2. Правев тест оној што е со гликозата, пиев гликоза, и после тоа ми испадна крајниот резултат 9, нешто. Сега докторот ми рече дека тоа е скриен шеќер и ми даде да пием метформин од 1000 милиграма. Сега, вие сакам да ми објасне докторката, пошто многу фино објаснува, едноставен начин можеш да ја разбереш, што е тоа скриен шеќер, инаку HbA1c ми е секогаш нормален. Нормален 5,5. Сега јас дали метформинот е доволно да го пием и што треба понатаму иначе физички сум активна, секоја ден песик пешак. Ни кажавте, да ве слушнавме, еве сега ќе добиеме одговор од доктор Прошева. Скриен шекер 9,1. Скриен шекер, одлично прашање. Значи ние секојдневно имаме пациенти кои доаѓаат да проверат дали имаат скриен шекер. Всушност, скриен шекер е состојба на преддиабетес. Кај пациентката, кога бидејќи секогаш во граница кажеш, нели 6,2 тој норм. Не, тоа е во таа сива зона. Значи граница на нормален шекер утрински е до 5,6 милимоли на литар. Веќе меѓу 5,7 и 7, односно 6,9 е нарушена гликемија на гладно, а 7 и над 7 милимоли на литар наутро е веќе дијагноза на диабет. Пациентката направила орален гликоза толерант тест. Тоа е тестот со кој ние откриваме дали кај пациентот е стварно состојба на преддиабетес или веќе е диабетес. Како ќе го знаеме тоа? Ако после оптеретувањето со шекер, 2 часа, после 2 часа шекерот над 11 милимоли на литар, тогаш поставуваме дијагноза диабетес. Ако е како случајот кај пациентката 9, нешто, како што кажа, значи имаме нарушена глукозна толеранција, односно нарушено ниво на шекер после јадење, што значи и во двата случаја пациентката спаѓа во групата на преддиабет. Терапијата е одлична, значи метформинот се препорачува во периодот на преддиабетес со цел да се успори понатамошната прогресија на болеста и развој на диабет. Така. Пред да го вклучиме следниот гледач, Јовица, нели добро е кога ги слушаме препораките, советите што ќе кажат лекарите, оваа терапија, ваков инсулин. Меѓутоа, колку може да кажеме дека можеме нормално да се живее со диабет и да се следат европските трендови во нашава земја? Не можеме да кажеме дека ги следиме европските трендови. За жал, во однос на инсулинот, да, имаме навистина квалитетен инсулин. Да, тоа секогаш сме го. Меѓутоа, не го следиме трендот во однос на новите технологии, дигитализацијата, да кажам. Единствената добра вест за нас во моментов, луѓето со диабетес, е тоа што моментално диабетесот е дигитална болест, затоа што веќе речиси све е дигитализирано со сензори, со пумпи и така натаму.
За жал, кај нас има одреден број на сензори, сега последно се 750, ако не се лажам. Да, меѓутоа тие се за лица со тип 1, за млади под 18 години до 20, До 25 години е сега. И за трудници. Да, гестацијски диабет и луѓе со коморбитети. Да. Затоа и нашата борба е барем сите лица со диабетес тип 1 да бидат покриени со овие технолошки, да речем, новитети, кои што не треба да бидат луксус за државата, туку е дополнителна заштита. Често пренесуваме вие кога имате одредени конференции, меѓутоа и во самите медиуми, искуствата како е во светот, како е во околината, како е во Европа, како е кај нас. Зошто да не можеме да ги стигнеме тие трендови? Веројатно се финансии во прашање, затоа што треба да се инјектира поголеми финансии на почеток, да речем. Меѓутоа ние за жал не планираме долгорочно, затоа што ако планираме долгорочно веќе ќе бевме сите лица со тип 1 покриени со сензори, со оглед на тоа што и некои со тип 2 со компликации, да, затоа што реално со денеска кој ќе дадеме, да речеме 5 милиони евра за сензори, ќе заштедиме во рок од 10 години можеби 15 милиони евра. Со компликациите што ќе се спречат компликациите. Меѓутоа, еве колку е како лице со диабет, како нели што имаш оваа состојба, колку е важно да знаеш дека за ништо не треба да се секираш, дека имаш сензори, дека нема да има недостаток на ленти, дека нема да има недостаток на сите останати нели помагала кои што се неопходни за лицата со диабет. Пак ќе се вратам многу на претходно што го кажав. Тие десетици микроблоки што ги носиме, да речем во текот на денот, нема да ги носиме. Тоа самото по себе предизвикува стрес, понекогаш нервоза и така натаму. И не само за нас, туку и за луѓето околу нас. Нема се грижиме дали ќе ми падне шеќерот, дали ќе ми отиде многу високо после јадење и така натаму и така натаму. Сега фалеше одредена терапија, сега имам информации дека почнува да се полнат аптеките, меѓутоа и тоа не знаеме до кога ќе се исполни. Во секој случај е стресно, дефинитивно, и јас се надевам дека во иднина ќе се научиме многу подобро како што ние го менаџираме шеќерот лицата со така да го менаџирате здравствените области. Ја да дополнам дека на нас како лекари би ни било многу поедноставно кога би имале на располагање се. Значи ќе знаеме дека пациентот добро ќе ни регулиран, ќе ни биде под контрола, ќе знаеме дека пациентот сам води сметка, ги имаме на располагање технологиите, инсулините, целата терапија, за нас би било многу полесно водење на таков пациент. Претпоставам дека како што спомена и Јовица, самиот стрес што го има, дали ќе добиам сензор, дали ќе имам терапија, може да им ја влоши. Да. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Повелете, во програма сте. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Надвор од темата е, но сепак е ендокринолог. Повелете. Јас имам проблем со тироидната жлезда. ТСХ-то ми е 0,44. Т4 125. 12 години сам со Хашимото. Дали е сега дозата ми ја намалија, пиев од 75, 6 дена и 1 ден стотка. Сега ми ја намалија дозата за од 75 и 53 дена. Не сум помината во хипертиреоза, мислам. Не. Совет да ми даде докторката. Еве, не е на темата, меѓутоа. Ако не е тема, ја ќе одговорам на слушателката. Значи, не е помината во тиротоксикоза, всушност има преголема доза на левотироксин, односно еутироксот, лекот кој го примат пациентите со Хашимото и со хипотироза, кај неа веројатно не и треба во толкова количина и затоа докторот ја има намалено дозата. На следната контрола ќе се види дали ќе биде соодветна таа доза, затоа што секогаш дозата на левотироксин ја титрираме постепено, па кога ќе се постигне одредено ниво, ќе продолжи со таа доза пациентот. Бидејќи сме на самиот крај на емисијата, еве кратко е по една порака и од двајцата за лицата со диабет, како навреме да стигнат, односно навреме да се третира состојбата за да не преминеме во оние компликациите. Па пораката од мене би била иста како што зборев до сега, значи
секој пациент да води сметка за себе прво, да има иницијатива редовно да се мери шеќерот, да биде физички активен, да води сметка посебно за телесната тежина, бидејќи еден од најголемите ризик фактори е обезноста, да се контролира крвниот притисок, редовна контрола и земање на терапија за покачени масти и пушачите да престанат да пушат. Да престанат. Јовица, предпоставам може би еден апел до здравствените власти за да ни биде подостапна сета терапија и сите помагала. Потребно ни е подобро менеджирање од здравствените власти и од системот генерално, затоа што повеќе треба да превенираат отколку да лечат. Во моментот за жал повеќе се лечи по нашите болници отколку што се превенира. Треба малце да се поработи на тоа. Со тоа ќе ни се подобри и нас на лицата со дијабетес животот, ќе имаме поквалитетен живот. А и ќе заштеди системот. И ќе заштеди системот. И до сите пациенти лица со дијабетес ви опитал порака да мерат постојано шеќер и да го менеджираат шеќерот што е можно подобро. Така. Времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мои денешни гости, што еве зборувавме за важноста на физичката активност, на здравата исхрана. Ние ќе продолжиме секако за дијабетот со емисии, затоа што како што кажавме, едукацијата и секоја нова информација е многу важна за соодветно менеджирање на оваа состојба. Благодарам и на вас за поканата. Така. Благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Утре со вас е колегата Александар Динев. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.